Ајде, добро вечер и ова вечер. Немојте се вртите. Џабе вие, кај да се свртите, нас не има насекаде. А најмногу кај вас дома. Да, бидејќи толку добро се чувствуваме, нели исто како да сме дома и затоа веднаш можеме да си кажеме во доверба меѓу себе, што тоа се зборува меѓу народот и на интернет овие денови. Имено, се погласни се шпекулациите дека шарената револуција се распаднала сосема. Тотално онака. Да, и сега, еве кобајаги и оние најгласните се срамеле што воопшто биле дел од неа. Би рекол, ако име, абе што им требаше онаа парола, нема правда, нема мир, а? Правда како правда, бе, братче, обично не доаѓа, а и кога ќе дојде што? Најчесто доцни како административец за на работа. Ево случајот таа воопшто и не се појави, нели, бидејќи нема правда, нема мир, тогаш тие ќе биле виновни затоа што има војна во Украина. Така ти е тоа кај нас. И секогаш за се нешто некој друг ни е виновен. Абе, сите ни се виновни, цел свет. Мај светот не е тоа што беше. Јас сега светот го разбирам како надпревар. Не. Јас светот го разбирам како наместен надпревар од прва македонска фудбалска лига. А Македонија, јас ја разбирам како поле. Јас Македонија и македонците воопшто не ги разбирам, да бидам искрен. А не разбира по се изгледа и светот нас. Да, се потешко не разбираат. Затоа и на бугарите им е лесно да тврдат дека немаме јазик. Затоа што никој нас не разбира што правиме. Демек сме немале јазик. Ајде бе, мајката. Така мислеа и сите оние белосветски кои доаѓаат тука кај нас и сакаа со сила да не натераат да подпишеме нешто што не ни одговара, нели? И тие мислеа дека немаме јазик, се додека не ни го свртеа грбот. Да не кажам газот, дури тогаш почувствуваа каков јазик имаме ние и што се можеме да направиме со него, на крај, сега ни го признаа. Ама не грижете се. И вие полека до крај ќе мора да признаете дека и вечерва уживавте со најбогатата вода во цела Европа. Богата со магнезиум, ама сепак најбогата што на оние што се грижат за своето здравје многу им значи. А ваш гост во нашето студио вечерва, секако на заедничко задоволство, е Нино Величковски, со кого се надевам дека ќе ве насмееме и ќе успееме да го задржиме вашето внимание таму до самиот крај. Уживајте, нема љутиш. Да прашам само, оној авто дека што е паркирано на пешачки, ваше ли е? Наше? Земфира, цвет во пуста степа. Земфира. Да, маѓарски. И ги користимо не само Куманово, него у целу Македонија. Да ти кажам, право пат се Стојко, колко се сеќам, мислу дека е до 5-6 пут ми беше тешко. Тешки времења, криза пат се Стојко. Ама ти не подавај слабост, држ памет. Он ти е роден за министра за финансии. Зашто татекат штеди, онга гаси улично светло, а не само у куќу. Брцај у чарапе. Да не кажу у гаќе. Значи да нема нешто скриено, како на царину, алање. Тие апчиња на ме ќе ми помогнат ли, докторе? Во животот промени многу работи. Ги бенував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската. Само едно нешто не сменив и беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. 30 години Кватро. Квалитет кој не се менува.
мат. На здравје. И за здравје. Зашто за здравје? Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ 290. Добар дан. Добар дан. Да прашам само, оној авто дека што е паркирано на пешачки, ваше ли е? Наше е? А ваш. И па, а извадите си još 250 евра. Ке ви треба. Станува се повозбудливо и повозбудливо. Вечерва наш гостин е еден млад дечко за кого со гаранција може да потпишам со двете раце дека може да ја изгура оваа емисија и без ние да бидеме тука присутни во студиото. Не може човек да каже Куманова да не помисли на него. Нино Величковски. Здраво, живо. Добро дошли, батко. Како си, Шане? Добро, фино, убаво, комотно студио, надам се дека и ти тако ќе се Ова е осети. CNN, бе. Не знам дали НГ има на крај. Да. Добро е за почеток и СН. Дечка го знаеш, ви сте си своинка нешто. Нели, непотизам е распространето целу Македонија, па што не би га и ми практикувале. Како му даете? Ви сте, негде викав братучеди, кои нас ви су браќа, тако ли, браќа? Браќа. Браќа, Браќа. од Чичо, тетко, од Ујно. што си, Ујну. Што, Нино, тебе што ти дојде? Ујким Бате. Бате. Ама кажамо, значи у емисију нема ништо безобразно. Нема тако, бате, ке викаш. Батко. Батко е, па ја го тако не. Тој нема рима. Бате батко, него, значи, Како се живи у едно такво семејство близак росте, тако ли прво колено? добро, значи, мој тате Бранко, Бог да го прости, и Чичо Миле, Бог да го прости, су роđени браќа. Значи, што да ти кажу, порото тој нема. Поблиско, Не нема. знаев тој дека Павловски па Величковски, ама бија Павле, па после Величко, и так могале да се, може да се викам Нинковски, Зоковски, Да. Николовски. Како тоа се спрезиме? Кад Не, батко, тате ми ја кажуваја дека като тише први пат да извади извод, тој било каде иде у војску, видеа дека Павловски. Оствари, цело време бие Величковски. Тако е. После било комплицирано све тоа да се исправи и ми сме останале Павловски. А ти Иначе оматично Величковски. нешто си прави? Оматично нешто ово, оно и тако е, останало. Кој нас пуно работа останува, пуно су и нови прекари, научиле луѓе да давам кој нас у Куманово, па еве прошли и на презиме. Прекари, тој знаемо за Куманово, многу има разни. Кога Значи- ќе те крсти во Куманово, пример, ако ти- ушле, носле, ако ај ти исправлja не га уште, после. после мора да ги лепи ушите, да ги коригира. Але ако ти остави, мора да ти личи презиме, сега да не ги наброи, има ги пуно, ќе ни треба поише. Една емисија само за надимци и ќе кажу пуно работа. Еден ексклузивитет да ви кажу. Ја кад сам се родија 54-ту 2 маја, било нели тој пикник излети, вруќа вода. Затоа не се работало и други мај. Прво и треќа га вржувале, на треќи. Ја на 2 мај роден, прво дете мушко фамилију, Прво. тета Невена, Бог да го прости, тате прво јављање на у пошту се ишло какви мобилни, да се израдуе тета, она знае што е било у фамилију. Прво да дознае све. Ало, и се јавља он од по. Да, сестро, прво по мушко, дете мушко. Бранко, како крстите дете? Па крстимо ga Pero. И она опцувала се, не ми личи да кажа. Ако не ga крстиш на твоега зета Нинка, Милошевски, загинае у Гилане 43-4 с буздуката ослободувале кад се бориле за Македонија и да го освои не Југославија, него да ги стера овие бугарски што биле фашисти овие. и овие И ненародни ресто. режими и други фашисти. И други фашисти. И она, ако не отидеш у матично име да ga промениш, немаш сестру.
Што да прави тате Бранко? Отиде, извини куме, дејќу без сестру да остану, место Перо и Нинко Милошевски има горе на спомен костурница си стои. Јас Има сум сега. добија над мојега течу, првоборец, односно партизани, мако покасно искочија, независно, може да се борија за слободу на Македонија, и вика, ја видно Нинко. Роди се после годину и пол дена брат ми Перо, и биде Перо. Добро, имате ли нешто интересантно тој време кога сте растале нешто цигли у песак возили или сте тога не имало автичиња? Сега кај да кажу, ми смо живеле до 59-ту, он се так родија, Ја 64. или 64-ту, сестра ми се 59 да тише. И ми смо до 59-ту седеле куде што е кафана Јовиќа, куде општина што е, рушива га суд 59-ту, и тој се, ја сеќам, сам веќе прво одделение бија, и горе Бождар Миско, и тој одма позади Монопол. Али позади Монопол немаше зграда, немаше све поле. Ораница вака. Ораница, поле и Мичурин после га првија, и после дојде и автопут. Значи ми се тамо преселимо, а смо седеле сви у едну куќу. Дедо ми Неделјко, баба Кумрија, стринка ми Ваце, значи Чичо Миле, и после тако смо се раѓале 54-та, 56-та, 59-та, 64-та, Зоки пред тој. Бир година, бир ѓале. Па тако е имало, продуктивност е била. Биле продуктивни Да, наши, да. биле продуктивни. Така да Тек наша фамилија Павловски Величковски е у срце на град родена, ама после побуни се так дека не кеш да се селиш, па ќе што ќе те најде. Ти на почеток се бавија с глум. Знаем ли тој у Македонија, тој бија се еден од поперспективни кубановски аматерски актери. Па едино што мене не ми и тебе на академија примио, ово е друго све. Да не кажеш шушљак пројде, ќе ме се наљути некој. Не. Свака ги час, значи што не ме примива, добро ми каже и Петар Мичевски, нема бе вика у театар Бакшиши Вениче, ти направи вика паре, седи вина за пари и за греови, не се закачај. Значи 73 до 86, тоа е со 2-13 година добри у театар. Меѓу први представе и овој Душко Георгиевски дојде, Илија и Струмениковски, и многу е тоа што треба да ги кажу с кога све и кога сам све глумија. За да 75-ту мајка храброст Бертол Брек, тој беше сценски лабораториум беседа с учителко Миланку, с покојнога Шипета, јас сам му кум Димитриевски Драгиша Шипе, с Киро Петковски глумац, Киро глумац сега, викале Бога прости, иначе у катастар беше главан и началник у тој време. Направимо, јас сам Димаја 75-ту 21 годину, прву награда у Требиње на тој Савезен фестивал драмски на драмски аматери у Југославија, Златна маска. И така еду како готов глумац на академија, и мене ме прашуе Милчин, за ова е многу интересна прича. Джова Лековски, а треба да биде у класу на покојнога Георгиевскога, што беше председател на собрание, Љубишо. Он зима класу. Ја Хамлета не спрва. Куде га бе не Хамлет, да ме многу да скржу. Говор на глумци. Што ти е Хамлет? Родина, пријатели смо. Шекспир и ти, он ми е род. Почнава. И он вика, за друг круг, спреми нешто, парите со тепувачка, нешто, остави Хамлета. Како за Австралија? Дали скача колега у кимоно. Хамлет. Од Струшки крај. Па намо само ја он Хамлет. Не примива. Најтешко. Али ја упоран, Бику Хороскоп, кажа бе ја ќе глуми и крај. И после тој представе Славена Шапка, Ежен Лабиш, Слободан Унковски, Сојтари, не знам, Милчин, Сојка, од сви врвни македонски режисери, не само македонски, до путујќи позориште Шопал Патувачки таа да преведете на македонски, зборите, говорите македонски. Значи, Живко Покојан зема главну улогу. Значи, од скоро 13 години сам играе у театар. И тој не сам се играе, него за озбилно, па и у комедија. Па тако, у тој време, пошто сам ја пуно помалец како тебе, знам дека мој бате Зоре, постар брат мој, Да. и он идеше у театар од време на Зофи, време да. и пробуеше и он да бива глумац. И знае што изглуми мој бате Зоре. Од 13 предмета 11 единици. Така е. И мене сакав да ме гледа од фамилија дојде. Увек ме утепав во прв чин, или 23-ти војник, или некој. Такви улоги, стражар, док да дојдеш до некој далеко до главно, ама Добро. Прво глума, после тој појање. Има ли повржано ли е нешто, како дојде до тој да се Значи, одлучи? овако е, ништо не е случајно.
искуство у театар е многу големо однос на праксу, у смислу на да го овладаш сцену. Па сценски наступ. Ето. И сак, десило се у неколку представи да поју. Кажемо, у Ој мајка храброст. Цигани представа, нели имаше Да, таму представа исто како... Цигани, каде што зимам прву награду за мушку улогу, и так со Жика беа му Требења како главни, он за режiju, ја за глуму. Ајде да преведемо и сега Роми. Да, Роме. И што се дешава? Ја играм тој улога со спојање повеќе, и да ми кажам, дадемо ти повеќе за појање, демек не си некој глумац, да не се занасаш. И таму имаше една Земфира, Земфира, цвет во пуста степа. Земфира, 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 не раздели ко два света. Ето е тафар сам го играја у овај цигани. Тафар. Не мора аплаузи, не може да те тамо да монтирате. Јас сам на 29 години, кажу, тото никад не е касно, не е ова серија. На 29 години пропоја професионално. Наш Мичо Бог, прости, да не е био, он ја никад не би био. Мичо Божиновски. Тој дефинитивно е. Тој ја кажу, не знам по кој пут, а една е истина, не може три да има. На едно снимање со Октет, Мате Груевски му вика, види во двоја боја баритонска, што не му напишеш едно песма, ви Куманов си стварно смо се дружиле многу. Исто тој година 83 на 29 години, ја прву песму Кажи Милено Душо се вика. Не имало ни Валандово, ни Цветници, ни Ноќници, ништо. И таа песма е вртена многу. Кажи ми Лено, кажи ми душо, кажи ми Лено душо. Да бе, вика, све знаемо. Што е поубаво на овој свет? Лено, со штедната книжка воđe, преведи на Кумановски. И таа е прва моја авторска песма, што ми го напишаја, музику и аранжман Миодраг Божиновски, не Мичо, него Миче. Миче. Ако зборимо Кумановски, ја зборимо. И текст е на Љубе Цветановски, а он е Цветановски, а брат му е Јордан Племнеш, роѓени и Владо Цветановски. Да, и бил режисер Владо Цветановски. И тек почиња таа моја музичка кариера, благодарејќи на Мичу, и многу брзо, веќе за 87-му дебютант на Валандово, како Валандово фестивал, негова песма, сега е веќе доцна, друга награда слушно жири, 88-ма Култ на моја бабино девојче, он ја напишаја музику и аранжман, а текст е народан, и веќе 90-то ја свирете ми тамбури, и тој се широко порта отвара, што се, ако се книжи една музичка кариера, која трае, и фала му на Мичета, нека му пое евангели, стварно ме е направија човека у тој музички дел, а овако не знам. Значи, тај пут Октет Куманово, глума на Октет Куманово, па преко така. 30 години Октет или 270 песме за продукција на Македонско радио телевизија, со сигнатури. Тоа е респектабилно, издадемо монографија, може да се види и што и кој колко. Паралелно, јас соличку кариеру, право, граду, до година право 40 години юбилеј, изволте, дојдите, поклони, фала, телевизија. На гости не викаш. Да, па е, што ќе правим. Фала. За уселење, ако беше лустри, ги купите. У свак оркестар има по еден бројач Да. и по еден што ги крие пари. И има нешто ги крие, него да кажеме и мало е дисциплина, делење и броење бакшиш. И мало е, да каже покоен Чамитко, брцај у чарапе. Да не кажу у гаќе. Значи да нема нешто скриено, како на царину, алање. Опа, здравото. И каде нас имаше исто тип, вика, а нели имаше шилјадарка? И Има ли? ми се гледаме меѓу себе. Кој го украде? А имало ли е у гитару како на канаринци не да залепим, па некоја да се залепи од магнот? Има и тие тркови? Има, Или да сите. нагази некој овој пару? Има, да. Вид спомна. Ајде да го чуеме при крај на овој блок. Бија си, случајно ми тој Батеколе од Конјаре. Па добро, коле. Да, Батеколе. И Батеколе сака да иде у Токио. Отиде на железничко, добар дан, јас сум Батеколе. Да ве прашам нешто директна линија Конјаре Токио. Не се за нас, реку, иде у Скопје поголем град, железничка мрежа поразвија. Добар дан, ја Колје сум од Конјаре. Нешто директна линија Куманово Токио. Абе, у Београд, па железничка мрежа развиена, па
Ќе видиш, добар дан, јас сум Колјо из Конјара. Дали имате директна линија Конјаре за Токија? Па идеш у Франкфурт, па да, и тако е прашувајќи, и стигне он до Токио. Прошеташе 7 дена колко овој, и на идење, нешто на јапански, нешто, и имате ли нешто Токио Конјаре директну линiju? И овој го гледа, за горњо или за дојно Конјаре? Ова из Токија на... Тој беше од Којнаре, ово е Нино од Куманово. Мала пауза, па враќамо се па. Астал. Још од време на прву голему преселбу на Срби 1690 годину на данашњу територију на Војводину е почнало мешање на језици на Балкан. Има зборови кои толку дугачко време ги користимо, а не знаеме дека не су наши, него, например, маđarски. Да, маđarски. И ги користимо не само у Куманово, него у целу Македонија. Например, Астал, Ашов, Добош, Карика, Кецелја, Бунда, Ципела, Прстлук, Фиока, Соба, Соба, Джак, Шаргарепа, Палачинка. Палачинка, па да не су биле маđари, ми палачинку, како ке смо го викале, бе? Има и многу пцовке на маđарски, ама ниме срамота да ги кажу. Ама еве, например, зборови, лопов, битанга и пандур су маđарски. Еден од најупечатливи примери на мешање на езици е Астал. Тој е дел од намештај под кој се стављав долни екстремитети, ноге, док се врши пунење на организам со храну и пиење. Обично на слабо. Ајде, живели. Ај зарно нека. Зебра, бе, се Стојко, ти по зарdo, па човек пиде и кад му е тешко, бре. Дедо викаше тако, викаше, синко, а ти е тебе тешко, ти сипи си па и пини по едно. Реки. А тебе која ти од Сабајле? Па да ти кажам, право път се Стојко, колко се сеќам, мислу дека е до 5-6 пут ми беше тешко. Тешки времења, криза, бе, се Стојко. Ама ти не подавај слабост, држ памет. Држа јас вашата па и памет, ама джабе, почнам много да забравljam. Знаеш и ти, јас сам читаја дека оние што има недостатак на секс многу забравјав. Читај си, викаш. Ја па све ми се чини од некога сам чуја, бре, мајку му. Боли да му тебаш сак да може да ми текне од кога. А мислу жена рече тако. Ист. Па писи апчиња, бе. Апчиња? Па да. Ма какви, бре? Зашто апчиња? За секс или за забрављање? Слушај, ако су за секс, ја ти за тој не давам пари. Кажај сам ти још одамна. Јас с мојото неопшто никако, не сексуално, ни вербално. Никако. Па добре, бе, ако не е с твојото, па ти потражи нешто по село туѓо, мајку му. Не мора да е твоја. Добре, бе, се Стојко, туѓа па туѓа, те памести е туѓи жен. Не е добра, бре, туѓа жена ти исто како украден точак. Јаваш го ти, нека не, ама док се не поквари или не те фати газда. Па тој мора да враќаш после. Па што не гледаш малко по-ведро на живот? Што си толку негативан, мајко? Ведро да гледам. А, бре, бе, се Стојко, кој е ме е тъмнина још на разданување рано Сабајле. Почнемо ти ми да се карамо још за доручак и такој с кав го завршимо и на ручак. И што? Земеш па си станеш од ручак, нели? Ти будала ли си, бре? Много гледаш тие турски серија ти. Тамо тој налјути се па стане од едење. Па ја, бре, кад седу да еду. Док се не да еду не стануju па да зарате таман. Добро да, ај преко ден не го терате убаво. А ноќе како е? Ноќе е подруг. Ноќ. Сама свак ноќ. Сам памти тој моја жена исто такој мора да га памти до краја живота. И ја ти, бе, се Стојко, толку крч, прзу под кебу, исто време га теглу кебе на кој мене, што она никад нема забрави, веруjem. Па, она нема разбирачка. Него знаеш што ми текна? Абе, доваѓа куде мене онај Мира. Знаеш ли го, да пробам ја да ти го на месту?
Која Мира, бре, млада ли беше? Не млада, бе. Беше затезато и кожу на лице. Па за тоа би се морчини, она са каква е, нема ли брчке, рамна ли му е кожа на лице? Рамна му е, замисли, сашиле го кожу на чело и све го ги измажниле брчке. Само знаеш што? Кад се насмее, дизаву се ноге. Па, кој е тако е да дојде ја да пробам, а? Што да пробаш? Па да го да смеju, бре, нешто ја ќе кажу виц, ако ништо друго. А? Па пробај. Ете, вика ми тата. Вика. Досе, синко мој, криза е досе. И за тој да си водиш ред од паре. Тешко се они печали досе и за тој треба да мислиш како да ги дуплираш. Тате, бе, па ти што ми мислиш мен? Па јас знам како да ги дуплирам пари само ако сакам. И тој одма бре. Еве, например, најбрз начин да ги дуплираш 1000 денара е да ги исцепаш на пола. Не да ги цепаш, бре, досе. Треба да ги чуваш паре повише и од жене. Да, поштена жена, досе. И поштено заработени паре највише вредив. Како, па да не. Мислу си. Куди ја бре смеам да кажу, ке се наљути. Ама па знам дека и с поштени и с непоштени паре, па исто можеш да платиш. Исто. Мада, видите, каде тате упрашање, така све е могуќе. Све. Чини ми се, бре, ке дојде време кад тате с негови не 1000 денара, него с негови 100 денара још едну свадбу ќе ми направи. Кад е тате упрашање, мене ништо не ме чуди. Ништо. Он ти е роден за министра за финансии. Зашто тате кад штеди, па он га гаси и улично светло, а не само у куќу. Зашто он мисли и за понадвора, не само за дома. Да, не е он како овие што мислив само на себе, а на други памет продавав. Куде нас? Увек има ескими што ќе те учив како да преживиш у пустиња. Увек. Само они збориви не престанује. Зборив, а ништо нема конкретно да ти каже. Зашто од главу, у коju не може да улегне ништо, свашта може да искочи. А од моју ништо не може ни да искочи. Ништо. Бре, ја све си чувам, па и моје знање. А некако ние у нашу државу с највисоко звање, што мислив дека имав и највише знање, па увек на крај направив едно големо срање. Како и ја, сега што се залете, па ми излете. Ама добро, бре, па добро. Сега барем сам препоручен, Препоручен сам и ја да добiju и тој високо звање, зашто ја веќе га направи срање. Полак, трудимо се да откриемо што луѓе не знаев за нашу легенду Нино Величковски. Млад пензионер, малку продолжували. Да, тоа е со продолжеци, како кад има. Да, каде не решен. 64 плюс 3, до 67 години работа. Сак си млад пензионер. Фала му на град, на татковци на град, на Зоран Дамјановски циц, на нашега Максим Димитриевски, он ми даде шансу, сака још 3 години, мора да ти подпише, иначе готово, менјавте. Тако е да сам скоро 12,5 години, од 2009-2010 до лани, едну годину сам веќе у пензију. Викам фала на поверење, како директор на Фондацију за култура и спорт, бар у тај дел знам што сам направи и повише што не сам направија. И тој мора да бидеме малку самокритични, дека може још многу овој град како најголема локална самоуправа, може још многу да даде, али има млад нараштај, што надам се нема да бега, него ќе остане с личен пример
да каже и покаже дека можеме поише да направиме. Ова не е парола, не ме ни плаќав за тој, пошто Да. И викам стварно фала, пошто тој некој разбирање да не сме го имале, еве 18 година тамбурашки фестивал, само да наброи дел од овие активности, куде што сам се не ја промовираја, него збору, тога свака кафана малтене имаше по некој тамбурашку причу. Братче знае, још работи активно и на здравје, и сви овие што сме биле и Гезме, и ми како кумановски тамбураши, наши тамбураши, ваши тамбураши, за наше кумано, за ваше кумано. Значи и мало е тоа, да на пут сега Сайзер, певачица или обратно, дојдеш, али тоа е друга некоја Да се прича. врати на пензију, може да констатираме дека како Колку ми? музичар си, не, како музичар си добија најголем бис, најдугачок бис 3 години. Да. Ки иде у Па пензију бис 3 години. тоа е Бис па се врати, бис па се врати. Знаеш дека имамо и кубановца што ga држи рекорд од скок удалј. Кажа мите од Кубано ќе скокну до Кафан. Знаеш дека после 7 дена у Скопје. Мите скоку ден. Да, поправи мите. Добро, откуде, ајде, тамбурашки фестивал у Кубаново, многу прашував зашто, па у Кубаново баш тамбурашки. Наброја неколку оркестра кои се сега, ама не сме биле толку познати по Па не, тамбури. тоа е овако е. На еден конгрес Бања Врутица у Тесличи. Прво иду со Шојича, Бог да го прости. И тамо треба да се пишуе в некој, вика, Нино како ќе напише, тако е нешто ова. И напишаа малку нешто додава. Али не едно, дали откуде нашега дедо Неделјка, дали од тој, на поголем тамбурашки оркестар на занатли од Кумано. И пишуе Кумано, тој знае и Циц, тој време господар. Која година? Па не е 17-та, некој него е 30 и некоја, Али поодамна. али подамна тамбурашки голем од бербери, заначие, сликана и пишуе Куманови година. И ја го покажуju тамо и после се малку распраша и му даде задачу на Келешов малку да за автохтоната македонска тамбура не е привилегија на Војводина, Славонија, него во Македонија се свирила, се викала Самотница и не знам како и ја бидно тамо подпредседник на Европски тамбурашки савез. Зашто све е било СХС, Срби, Хрвати, Словенци, викам да ви кажу зашто да го преведу доктора, пошто многу латински изрази овој. Сака да каже дека Македонија не е више у хендикеп, ни ово јајце, па закасниле наши делегати за Авној. Овде смо подраниле. Него ми можеме секој има тие комуникации, социјални мрежи, не знам што, можеме увек да дојдемо на овој и тоа еден новак кој ќе отпадна од Војводино, ја подпредседник Европското тамбурашко, стварно Бања Луку беше тоа многу развиено, Осек у Хрватску и Нови Сад. И од тога ја кажу 2004 ќе правиме овој тамбурашки фестивал Куманово, викам е луд, ама ја тој такој чим га пушти, викам че да се поругам. Овој годину пунолетен ли би на фестивал? 18. Ќе го оддаваме или ќе ја жениме? Па е кажа дека веќе девојка, оствари ќе иде на факултет да иде поред малку да не така е. направи. Ќе школуваме, па. Само Ќе ја школуваме. овој пошто е многу сериозна емисија, шал на страну, да кажу дека не е само таа некоја моја упорност и моја желја и на мои другари кумановски тамбураши кои 4-5 години заедно сме га тој с Влајка и другари, с малко паре, с многу љубов према тамбуру и има традиција, тоа треба да знаете, сигурно у Кумано, Кратово највише и дел на Македонија каде што била модифицирана, тамо се викала трубадурска садило, овамо убитала, не знам како, важно, има традиција Куманово тамбуру и Кратово највише. Тој северо-источен регион има и за тој. Тој секи га викно на овој конгрес што ga има светски тамбурашки Даутовски, пошто он повише и книгу ја напишаја, да може с факти да каже дека има и то како и се е слушала тамбура и ќе се слуша. Кој нас нема награда на тамбурашки, така е. Не, па На други фестивали има. Има ли намештајке некои? Чек ја да кажам. ќе си спотепамо. Значи, Бато куде е победија, не е било намештајка. Тако е ли? 100%. А на други? А други куде што су победиле, тоа е сигурно намештајка. И тој 100%. И тоа е 100%. Куде може друго место никад не се мести? Ке имамо ли још пуно познати звезда на тамбурашки фестивал? Преговараше с некои... Па звезда, еве преговори беше с Желјка Бебек. Тај оркестар словенци, они се ga пратиле у Словенија. За неголеми пари. Еве рачунам с njega,
куде што има некој спој со тамбурите. Еве, требаше да страда та Шербеџан, увек у август има тамо на Бриуни представи и не може да дојде. Ali imamo ideju da svaku tu godinu to je raste, sljedeću godinu ja imam 40 godina, neću da ga lijepo sa festival, da ne gi kaška moram da kaže, jesi pravi igranku, familija, će se viknu, braća da poje, počeo sam... Ne, predgrupa. Znači će ga stavite u Predgrupa ja, septembri, braće. a ovojke si video u taj termin kraja na avgust, kako što svi godine ga pravimo, i ne je to u prvo lice, mi svi to je zajedno ga pravimo, trčimo ga sve, da ima grad. Gledam i ovaj del, što ne je tamburaški, ide dobro, ovaj što se napravi gore na AGTP, беше dobra priča sa naši motorđije, sa dobra ponuda muzička, sa svoje. Naravno, treba mlad da se animira poviše, da, znaš, ostajte ovde. Ovo беше повише за град и за други групи и планови на фестивал. Нино, што спрема нови песме? Значи, овој што ја ga планирам, тој некој не е тој музичко докажување, сакам куде себе, од мене, не за град, за нормално имам си своју публику, не сум у Куманово, не да се одужу, не е тој книжење, па сак 40 години црта и копачки како Джајица, кој не поју више. Цртка. Ја поју Јулко Патило и на комшија, кој сака да ме слуша. Мене и окупатило би ја забранено. Не ли, а? Дека го будиш комшико, не време. Сви ги разбудат. Значи, што су у тој дел веќе сам у припреме, ја и мој комашин Младен Протич, ова е тамбурашко наше дружење преко 20 години. Шојт не, да не запознае, него не, окој, почнамо с njega спој, да, линк. Правимо заеднички проект, тој проекти правив архитекти ми. Значи, тој ќе се вика гитара и вокал. И ту има запишано 20 песме, али се надам и сигурен сам дека бар 15 има од наше подемље Гино, бабино девојче обработка, како сам го чујал од дедо ми, па од Прошета се Јовка, значи од Кумановско подемље, од Македонско, кога падна на Пирина Абре Македонче, не дека е сега тој заради бугарски фашисти, не знам што, него има нешто што стар Белдедо од исто стара македонска песма, тој што јас сакам да отпојам. И овие други све за Куманово од Тумба Фест што имам, ќе ги ставу како на демек модерно носач на звук на CD и тој ќе биде сви мои кумановски песни за мој град и тој ќе биде на компилација од едно после саксу 40 години, 2x20 или кој ќе биде, важно тој CD ќе направимо со овој проект гитара и вокал или Нино и пријатели, другари, роднине, Коки, Зоки, ја, Перо и така дај. Супер, кажани ги... Едеме рука лева! Идеме на Максис! Значи, тоа е едно, а све ово е друго с кои сам се работувал. Дали су Боеми, дали е Наум, дали е Виолета, дали смо пред со Октет, Миле Поп Јорданов, с многу години што сам се дружија, ќе направиме еден концерт убав за град, дали ќе биде 8 септември, некој убав пригоден термин, за окружување на тие 40 години и све оно друго на сви фестивали, дали е Валандо, имам песме веќе у главу што би појал, едну песму би снимија за моју унуку и така дале за унучиња, и тој е веќе тој приватен дел иде, али ќе ги обзнано. Снимија сам песму за Грацију, снимија сам за Идадију, снимија сам за Три бисера, за град 3 песме. Така е. Песма Куманово во срцето со Октет сам го појал 80-ти години, со Октет од прву фазу, нова песна за Куманово и овај треќа вода за Куманово, не химна, не е тоа химна, песна се вика вода за Куманово, песма. И овој што се спомнаме за награди. Ако зему 3 награди, први од стручно жири на Валандо, тој се вика Пехар Жила Римеја. Не знам што значи, значи... Звучи, да. У трајно власништво. Не треба сега, не треба да поеш на тој фестивал, може ревијално. Дали ме разбира? Треба да имаш мотив. Викам, добре, не треба награда да учествуваш, а не може никој да ти каже ќе поеш до 50 години и после што да правим? Да. Не е редо тоа. У тој дел нема пензија. Не,
Не знам Шани. кој ќе се гледа да знае дека не се ми откажуемо. Фала ти што ни беше гост. Па да викате, па ја мисли дека овој ќе има продолжеци, не мога да кажам Има, ништо, ќе ни има дома и да ги други поздраву, и други унучиња, не ќе ми се наљути моја господја Лидија дома кој ќе го гледа емисију. Значи ќе поздраву Лидију, па ќе поздраву унучиња, Бориса, Богдана, ќе поздраву како на Оскара кад се добива тие награде. Да, и Милу, па имам Огњена, па Марту, па Дацета, ако нека кажу зета ќе ме потепав, и Сашу и Кику, и сви тие што ме сакав, мој ги кажа, унуку Белу, Магду, Аниту, братче Коки, братче Зоки. Тој е непотизам, Тоа е непотизам. Толку му е голема фамилија на Нину што има представници у овој емисија, мора свогде се шириш. Јас сам си ги научија имиња и колачка се стеше за Свети Ангел. Така, само за Свети Ангел. Ќе Ангел. биде и тако е да тој треба исто да научиш. Едно ако забравиш имаш проблем. Одма. Да продолжиш да ги забавljаш луѓе, да ни поешеш пуно године. Надам се дека заедно ќе се смееме и ќе уживаме. Фала ти еше пат што беше. Овој што пропоја, сега да видиме кој ќе биде финале. Фала на покано и да дојдете на концерт, ако не ме викате у ми времеш 5 пута. Ако викамо ќе се договориме, а вас ве викамо да останете со нас још малку. Ако е, на тебе ти е потребен съвършен мир. 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 Ке ти препишу апчиња за живци. Тие апчиња на ме ќе ми помогнат ли, докторе? Сигурно. 3 пут на ден ке ги даваш на женути. Сигурно ке ти помогне. Мат. На здравје. И за здравје. Зашто за здравје? Затоа што е најбогата со магнезиум, за правилна хидратација и физичка активност, за намалување на стрес и мирен сон. Значи, на здравје, за здравје и ај са здравје. Природна минерална вода Визијана МГ 290. Газда! Колко ја газа толку ти домаќин. Кажи, мајсторе, кажи! Дојди малку. Слушај ока, ќе купиш едно 10 штекера. Од куде? Било од куде, не е важно. И ќе земеш едно 50 метра кабел. Било од куде? Како бе од било куде? Не од било куде, па се струи ли да те утепа? Од кабел кој ќе земеш. Од... Ај, мајсторе. Мајсторе, од кабелко. Од кабелко, ама дебелко. Глеј. Фабрика за инсталациони кабли со врвен квалитет. Кабелко Мак, Куманово. Мајсторе, свети унуто, Едва и чекав. На крај сме и сега со лесно можам конечно да ги соопштам резултатите од секогаш мега популарната анкета која трае цел живот, а испитува што тоа најмногу сакаат жените. Вака, последните резултати кои предизвикаа бура од реакции на берзата на машките акции за освојување на дамите, велат дека задоволните жени најмногу обстануваат на вода. Запомнете, на вода. Ама да биде барем малку задоволна жената, не мора баш да купиш куќа на море или океан. Не мора. Ако таа толку сака вода, можеш да ја водиш и до продавница. Но може и на крштевка или на свадба. А евентуално и не дај Боже на погреб. И внимавајте, не дека таа не може без вода. Не, може и тоа цели 3 дена. И затоа направете разлика помеѓу водење во продавница и на шопинг. Зашто ако погрешите и одведете на шопинг, после вие први ќе дишете на шкрги. Да бидам искрен, и јас не можам без вода, па затоа станав и водител. Да, и сега не можам да издржам без вас. Па не можам ниту до викенд, а не пак до први. Па затоа се гледаме на втори. Чао. Па јас знам бре како да ги дуплирам. Уатма
без да пафтам с руке, зашто мора... А па чирибу-чириба. Не го разбирам, а го разбирам, а себе не се разбирам. Зошто грешам? Значи, окей. Толку добро се чувствуваме тука, да ги изцепаш на пола. Не бре, Досе, не Драгане, такој да га кажеш. Епа, ајде, добро вечер и ова... Епа, ајде, На тебе ти. А најмногу не има кај вас дома. Ево, ти толку добро ще... Чучибучи, ако, не се нервира, деца. Он га гаси улично светло, а не само у куќу. Зашто? Он... А мисли, па бе, добро. Нема ни мир и сега тие ќе биле виновни,